Пред почетокот сме на второто полувреме од надпреварот во Свети Николе помеѓу екипите на Овче поле, домашната екипа и Брегалница Делчево, дерби надпревар на 14-тото коло од третата фудбалска лига Исток. По првото полувреме 0:0. Уште едно дерби се игра во Карбинци, каде домашната екипа води против второпласираниот Детонит, кој заостанува 2 бода пред овој надпревар, заостануваше 2 бода пред екипата на Брегалница. Ова второ полувреме ќе даде многу одговори на многу прашања во однос на тоа како ќе се одвива натамошниот дел од правенството. Значи уште еднаш за сите гледачи 0:0, прво полувреме во Свети Николе. Пред почетокот сме на второто полувреме. Први со топката во второто полувреме ќе играат гостинските фудбалери, екипата на Брегалница од Делчево. Измена гостите, кај домакините 25 влегува во игра на местото на фудбалерот со број 23. Значи Пачимски Митко излезе, а влезе Атанасовски Марио кај домашните. Доста студено време за разлика од првото полувреме во Свети Николе, почеток на второто полувреме. Манасиев, Анастасовски, Филиповски се бори таму за и добива прекрасок. Марковски, топка кон Илиев, во аут. Зели судијата била топката и затоа со број 6 ќе го изведе аутот кај тимот на Овче поле. Нововлезениот играч со број 25 Азанасовски. 2:19 кај топката, поуспешен Манасиев. Пешовски упатува напред кон Илиев, да видиме. Петров. Лошо додадена топка кон фудбалерот со број 3. Топка за Брегалница, вели судијата. Аутот ќе го изведе Денковски, кој доста добро одигра во првото полувреме во офанзивна улога. Пешовски не успеа да ја додаде кон Георгиев, тука натрчува Ратков, таму и Филиповски. Борба за топка. Аут за Брегалница. Илиев. Илиев ќе ходеше да шутира, но непрецизно, многу непрецизно. Ево ја не седам. Се раздува ветрот силно. Кој сигурно ќе има улога во овој надпревар. Однос на патот на топката. Северен ветер, значи ќе дува повеќе кон голот на Брегалница. Изфрлена топка во аут. Во тимот на Брегалница со број 1 Атанасовски, Миле Денковски, Стефан Филиповски, Даниел Анастасовски, Христијан Борковиќ, Антон Ратков, Александар Илиев, Владко Марковски, Филип Георгиев, Манасиев Димитари, Дарко Пешовски. Нема измени. Гостите неколку измени до сега. Во игра влегува Атанасовски, Илиев. Да проследиме оваа акција, борба за топка, аут за Брегалница.
Крај топката Денковски, кој ќе го бара Пешовски. Петров напред. Кон нововлезениот Марио Атанасовски. Грешка на домакините, Ратков, топка кон Пешовски. Има двајца, тројца играчи. Филиповски се бори за топка. Се повреди при овој обид да ја стигне топката Филиповски, да се надеваме дека не е ништо сериозно. Така играта продолжува. Топка напред кон нововлезениот Атанасовски, изфрла Манасиев. Се гради овде Илиев. Овде му е слободен Георгиев, но млака топка. Двојно проигрување помеѓу Атанасов и неговиот соиграч Сополов. Пресекува Стефан Атанасовски. Филиповски се извинува. Ратков се бори таму за да ја одземе оваа топка. Тука и Ѓоргиев не успева. Прават контрнапад домакините. Аут за Брегалница. Мала неможност да се следи на преводот за резервните фудбалери на Овчие поле. Аутот е за Брегалница. Топка кон Пешовски. Георгиев се бори овде за топка. 0:0 е резултатот, значи знам дека сите ве интересира, не сме во можност да одговориме, но повремено го соопштуваме. Пешовски до Филиповски, до Ратков. Ратков до Георгиев. Овој ќе гледа кој е слободен играч. Манасиев се одлучил да ја додаде топката. Денковски сега по левата страна. Денковски подава до Георгиев. Овој повторно до Денковски обид, но не успева. Топка кон нововлезениот Атанасовски, но Марковски изфрла во аут. Првите 5 минути на почеток на второто полувреме повторно поминуваат во машка игра, без некоја посериозна шанса за гол. Останува почетниот резултат 0:0. Топка кон Атанасовски, уфрли Трендафилов. Голманот на Брегалница побрз и сега ќе дегажира напред. Така е. Но во аут. Ова е офсайд, така вели и судијата. А и секако пребрза беше оваа топка за фудбалерот со број 13 Панев. Ратков. Ѓоргиев Ратков. Атанасов. Нацев
Таму гужва во 16-никот на бегалница. Атанасов Бобан беше кај топката и се уште кај екипата на Овчеполе, но ја одзема Филиповски за кратко. Топка кон Пешовски, го има на десната страна Филиповски. Но побрз домашниот играч Тодор Мирославев. Со број 4 кој досега солидно игра во одбрана. Борковиќ задолжен за изведувањето на аут од страната каде што се наоѓа за екипата на Бегалница. Анастасовски. Топка кон капитенот Марковски. Радков, Марковски проигруваат, ја враќаат до голманот Атанасовски. Натрчува таму играч на Овчеполе. Акција на домакините. Брегалница продолжува со нападот од Овчеполе, мислеа дека е офсет и затоа не одеше до крај фудбалерот со број 25. Илиев овде далеки изнуди аут, фаулираше. При тоа фаулираше. Со број 16 ќе го изведе Тодоров. Радков овде напаѓа. Организираат напад домакините, да видиме. Опасно е. Центрира, но тука е Марковски. Изфрла топката повторно дојде од играчите на Овчеполе. Топка кон играчот со број 3 Атанасов. Нема овде фаул, вели судијата. При тоа и гол аут за Атанасовски. Преворот продолжува. 8 минута од второто полувреме. Продолжува на преворот Атанасовски. Напред кон Илиев. Обид да се проигра Пешовски, но овде имаше фаул над Петров. Од Пешовски, вели судијата. При тоа ќе го помене домашниот тренер да не коментира. Барем така судијата подаваат рака, но му вели да... Сеј таму, бе! Дека, да не улезам. Повторно организираат напад домакините. Топка уфрлена кон нововлезениот Почно Панев е тоа. Побрз Марковски. Денка, смири се! Јазу ли без стрес? Костадинов ќе влезе во игра во екипата на Брегалница. Се решува за замена тренерот Гоце Попов. Костадинов на местото на Филиповски. Да видиме што ќе донесе оваа промена во играта на Брегалница. Костадинов е организатор на играта. Да видиме дали ќе донесе малку поголема свежина во тенската екипа. Продолжува на преворот, изведен аутот. Дечки?
екипата, ќе видат публика да нема малку да се поместат назад ако може. Ото не се гледа. Аут за екипата на Овчеполе. Костадинов, Радков, силно кон Георгиев. Топка упатена кон Атанасов. Корнер за екипата на Овчеполе. Малку ќе мора да се поместиме. Поби топката, поби! Корнер за Овчеполе. Сметам ли? Со број 13. Панев го изведува, висока топка, кон Костов упатена, но безуспешно. Порковиќ испрлова топка во аут. Панев тука слободен, упатува топка кон 16-никот на бегалница. Марковски, Анастасовски, одбиена топка до топката кај Радков, кој ќе се обиде да го проигре Илиев. Дали овде имаше фаул, судијата вели не, имаше вакви ситуации, така одлучи судијата на другата страна. Продолжува играта Атанасов, но пред него Манасиев е испрлав аут. Нула спрема нула, Овчеполе бегалница. Ајде, ајде, гол! 13-та минута од второто полувреме. За сега без погодоци на надпреварот од 14-тото коло помеѓу екипите на Овчеполе и Брегалница Делчево. Корнер за домашната екипа. Силно нафрлена топка, патена кон Костов. Меѓутоа во борба за топка немаше опасност. Танасовски дегажира далеко напред. Нафрлена топка кон Здравко беше тоа. Прво го заврти. Но топка за Танасовски, кој ќе уфрли во игра. Илиев се тука заедно со Пешовски. Дали ќе се оди овде фаул судијата? Да. Опасно ќе биде ова сега. 20 метри од голот на Танасовски. Млак фаул, но доволно за фаул вели судијата.
Само местите! Остани на това! Намести, Живдик, намести, ей! Четворица во живиот зид за сега. Ги мести голманот Атанасовски. Да видиме што ќе биде од оваа ситуација. Шутира убаралца број 13, меѓутоа во живиот зид. Повторно направена топка. Петров се обидува, но Атанасовски фаќа. Топка напред кон Пешевски и Илиев. Манасиев побрз. Топка кон Костадинов и Илиев. Манасиев повторно. Пешевски. Остава за Илиев. Тука притрчува на помош Ратков, да видиме. Ратков до Пешевски, дали ќе шутира или ќе нафрлува. Нафрла, реши да дриблинг и покрај голот. Се реши на дриблинг Пешевски, покрај голот шутираше. Не беше ова нити центар шут, нити шут. Се уште ја чекаме првата последиозна шанса за гол. За сега останува 0:0. Протестираат домакините, велејќи дека нема фаул, меѓутоа фаулот ќе го изведе Манасиев. Костадинов. Анастасовски. Борковиќ. Костадинов. Одземена му топката. Кој Манасиев. Меѓутоа претходно судијата одлучи да дозволи фаул. Атанасовски си прави дриблинг. Атанасовски нафрла. Колосална шанса за домашните. Промашена. 100% шанса, завршила над голот. Панев беше тоа. Не искористи навистина чиста шанса за гол. Има да напишено фудбалско правило кое вели дека доколку не погодите, ќе примите, па да видиме дали ќе биде така. Манасиев. Топка кон Пешевски. Пешевски си прави простор. Тука Илиев, топка кон Јоргиев, да видиме. Побрз голманот Лазаров од фудбалерот со број 15 за Брегалница Ѓоргиев. Лошо изфрлена топка од Борковиќ, меѓутоа аут за гостите. За домакините се извинувам. Продолжува играта. Добро поставен Анастасовски. Манасиев кон Пешевски. Игра со рака на Пешевски. 20 минути од второто полувреме. 0:0. В Чеполе Брегалница 0:0. Ништо и од оваа акција на домакините. На потек е Брегалница, да видиме дали ќе се реши да нападне. Посериозно кон голот на Лазаров. Акцијата почнува од Атанасовски Бобан. Далеко напред кон Пешевски, да видим дали ќе задржи го игра. Не. Тодоров.
Тодоров таму кон Атанасовски. Атанасовски за кратко. Манасиев изфрлава аут. Трендафилов уфрли во 16-никот на брегалница, но корнер од сето тоа. Токму од корнер постигнаа гол фудбалерите на Овчеполе во Делчево. На првиот натпревар кој го изгубија со 3:2. Грч таму кај еден од играчите на домакините. Времето минуло. 68 минута од надпреварот. Овчеполе Брегалница 0:0. Продолжува надпреварот, Анастасовски. Манасиев повторно до Анастасовски. Топка упатена кон Георгиев, меѓутоа изфрлаат домакините во аут. Борковиќ го изведува. Тука Раков се бори за топка, но прави фаул, вели судијата. Повлечена Брегалница на својата половина. Пешовски само е напред, Илиев овде во аут. Тодоров го изведе аутот. Тодоров повторно се одбива топката да е во аут. Атанасовски. Тамо на другата страна кон фудбалерот со број 14. Илиев. Овде со број 16 Тодоров нафрлува, Марковски изфрлува аут. Тука за Брегалница Денковски. Пешовски во обид да го проигра Костадинов изнудува аут. Денковски изведува до Ратков. Ратков повторно до Денковски. Кој го бара Костадинов, го пронаоѓа. Ратков назад до Марковски. Тука е Манасиев, повторно до Марковски, повторно до Костадинов. Овој успева да направи добра финта, Ратков. Пешовски кон Илиев, тука на левата страна и Денковски. Костадинов и Денковски, не ја одземаат оваа топка. Топка кон фудбалерот со број 3. Атанасов пробаше овде да го изигра Марковски, но не успева. Пешовски смирено до Ратков. Ратков упатува на десната страна. Борковиќ
Ѓоргиев поточно Ратков до Пешовски. Не ја задржа долго оваа топка. Акцијата ја продолжува домакините. Нацев беше тоа со број 19. Тодоров долу беше слободен, меѓутоа топката оди по левата страна. Нафрлена топка. И добро изфрлена топка од Денковски. Немаше контакт од домашните фудбалери, што значи дека ова е корнер за домашната екипа. Овде се спрема да влезе во игра Ефремов Боце со број 22. Со број 19 корнерот ќе го изведе Нацев Дарко. Нафрло во 16-никот. Во својот играч гаѓаше еден од домашните фудбалери и при тоа имаше удар кон еден од гостинските фудбалери. Пешовски. Марковски се извинува. Станува Бргу. Акцијата продолжува со аут за домакините. Повторна топка во 16-никот на Брегалница. Денковски е таму. Нацев нафрлувано, одбиена топка од еден од гостинските фудбалери. Топка кон Ѓоргиев, кој сфрла во аут. Продолжува играта Петров. Исфрла Ѓоргиев во аут. Дали ова аут за Брегалница? Така е. Измена влегува Дилан Петровски. Со број 18 Дилан Петровски ќе влезе во игра во 30-та минута од второто полувреме. Карбенциеве во овој момент дознаваме води против Детоница 2:0. Трето пласираната екипа, значи поточно второ пласираната екипа губи од домашниот тим на Карбенци. Во надпревар кој се игра во Карбенци. На овој надпревар во Свети Николе 0:0, 75-та минута од надпреварот. По подолго време топката на половината на овчие поле, Илиев се бори овде за дали ќе изнуди фаул, така е. Ова ќе биде убава можност за да се упати директен можеби удар кон голот на Лазаров, кој одамна немаше интервенција, па можеби тоа ќе им помогне на гостите при обидот да го загрозат неговиот гол. Таму крај местото каде беше направен фаулот се Пешовски, Костадинов. Знаел Пешовски често да шутира од вакви ситуации, да постигнува голови, да видиме дали ќе биде овој пат така. Седумдесет и шеста минута од надпреварот. По се изгледа дека директно ќе шутират, а може би ќе нафрла. Четворица во живиот зид. Да видиме. Пешовски.
Шутира, но директно во рацете на Лазаров. Бележиме првиот директен удар во голот на Лазаров, во рамките на голот. Видиме дали аут изнуди овде Илиев, не, топката е се уште во поле. Судијата вели нема фаул. Веднаш упатена кон Денковски прв во топката. Овде е Костадинов, малку како да се подуплаши, но фаул, вели судијата. Имаше мал контакт. Тој ќе го изведе слободниот удар. Да видиме дали ќе бара на десната страна, таму е Петровски, на влезениот Дилан Петровски, или сепак до Манасиев се одлучува, овој напред кон Илиев, кон Пешовски. Топка кон Костадинов. Илиев си бара простор, дали ќе изнуди аут овде, топката се уште во поле. Аут за Брегалница. Денковски кон Пешовски, да видиме. Пешовски. Корнер, вели судијата. Така и корнерот ќе го изведе, по обичај го изведува Манасиев, така и овој пат. Тој е задолжен за изведувањето на корнери. Убава можност да се нафрли и да се загрози голот на домашниот голман Лазаров. Манасиев. На прва статива? Сепак ништо. Можност за контра за екипата на Овчеполе. Кои прават брз контранапад, да видиме. Повеќе фудбалери на Брегалница се вратија, нема овде фаул, судијата вели. Продолжува акцијата, Дилан Петровски бара соиграч. Таму кон Ратков. Ќе врати до Петровски, овој пак до Ратков, но аут. Добро што навреме се вратија гостинските фудбалери. И ја прекина оваа контра на домакините. Аут за Овчеполе, вели судијата. Се бореше за оваа топка Петровски. Трендафилов по подолго време со топката. Атанасовски. Тоа не комбинација Атанасовски повторно. Но тука е Манасиев, да видиме. Директно на топка и на нога, дури се заканува, би рекле, иако Манасиев ни крив ни должен, овде фудбалски се бореше да ја задржи оваа топка во неговиот посет. Да видиме, судијата покажа аут за Брегалница. Уште 11 минути од регуларниот дел на надпреварот од 14-то коло во Свети Николе помеѓу екипите на Овчеполе и Брегалница 0:0. А во Карабинци и Детонит 2:0. Според моменталните резултати Брегалница останува лидер на табелата. И доколку остане нерешено, ќе ја зголеми предноста пред Детонит. А Овчеполе пак ќе се приближи еден бод на екипата од Радовиш, доколку остане значи овие два резултати. Иако во меѓувреме не се сменило, последната информација која имаме дека Карабинци води со 2:0 против екипата на Детонит од Радовиш. Продолжуваат домакините со напад, еве го Петров. Со број 4 тоа е Мирославев. Нападот префрли на левата страна, си прави простор играчот со број 19. Нацев. Корнер за домакините. Во да видиме, немаше овде добра
прегледност голманот, меѓутоа Петров не се снајде најдобро. Промашена уште една шанса за домашната екипа за да поведе на домашен терен против Брегалница од Делчево. Станува 0:0. 36-та минута од второто полувреме. Атанасовски далеку напред го бара Илиев. Нацев повисок од Илиев. Денковски кон Пешовски. Ајде да видиме дали ќе успее да биде побрз, така е од Петров, побрз е. Ќе го бара таму или Костадинов или ќе нафрла кон Ратков, кој ја смирува награди, но веднаш isfrла на топката во аут. 3:0 во овој момент Карбинци дава нов погодок. Карбинци детони 3:0, тоа значи дека победата на Карбинци треба да е обезбедена, имајќи предвид дека има уште 7 минути од надпреварите од ова 14-то коло. Но да се фокусираме ние на овој надпревар, 0:0 во Чеполе Брегалница. За сега топката во нозете на гостинските фудбалери. Марковски враќа до Атанасовски, таму по презиме Атанасовски натрчува да го загрози, меѓутоа не успева. Топка кон Марковски повторно, да видиме офсет или фаул имало претходно. Така е, фаул. Со број 10 Трендафилов одбиена топка. Петровски добро овде постави нога, без при тоа да фаулира, но домакините напаѓаат лошо додадена топка која доаѓа до Денковски. Денковски ќе го бара Илиев овде и фаулиран. Целата рака беше на грбот на Денковски. Од страна на фудбалерот со број 3 Атанасов кој шири раце, но мислам дека ова беше фаул. Денковски ќе го изведе овој зловен удар. Далеку напред кон Илиев, кој простигнал до топката, но во аут ја isfrла. Се одбива од него. Продолжуваа домакините преку фудбалерот со број 22 Ефремов. Сега веќе таа на другата страна. Петровски е таму. Тренерот бара негов подобар ангажман да ја одземе. Топка упатена кон Атанасов. Денковски треба да ја прибере оваа топка и имаше контакт овде од Атанасов, така да топката е за Атанасовски. Последни 5 минути од надпреварот во Свети Николе, Брегалница, Овчеполе, поточно Овчеполе, Брегалница 0:0. Атанасовски ќе дегажира напред. Таму е Пешовски, дали ќе стигнала топка до него? Не. Се бори Манасиев за оваа топка, така е напред кон Пешовски. Ќе чека кикс овде на домашната одбрана, меѓутоа добро isfрлаат напред домакините. Продолжуваат домакините со напад, топка кон Атанасовски, но Денковски овде како да беше фаулиран и така е. Фаула можеби ќе добие картон со број 25 Марио Атанасовски добива жолт картон. Се надеваме дека квалитетот на преносот во второто полувреме е далеку подобро од првото. Имаше многу ветер. Тоа се одрази на преносот, меѓутоа како и да е, 42 минута од второто полувреме. Денковски кон Илиев. Топката до Лазаров. Нападот почнува од Лазаров. По-сериозен пристап бараат тренерите на гостите Димовски и Попов. Овде на десната страна Слободен со број 19, тоа е Нацев, но топка до Костадинов овде, побрзо топката. Кој направил фаул, вели судијата на фудбалерот со број 10 Трендафил. Бргу изведен
Топка кон Нацев, но ја одзема Денковски, да видиме дали нема да има можност да ја стигне Пешовски. 4 минути плюс вели судијата, а има 4 од регуларното време. Според нашиот часовник, да видиме овде се жали на повреда со фудбалерот за број 20 Пешовски. Тече играта. Топка упатена кон левата страна од теренот. Еве сега ја изфрлена топката, ќе бараше помош овде Пешовски, да видиме. Се спрема Бојан Петровски да влезе во игра на крајот, пред крајот на овој надпревар. Прават проверка судиите. Ги заборави карпоните Петровски. Влегува во игра, а излегува Пешовски, според она што може да го видиме. Завршни минути на кои едните и другите немаат последиозни обиди. Најидеалната шанса имаше Овчеполе, меѓутоа топката над голот ја упати Нацев. Топка вратена кон домашната екипа, бидејќи имаше фаул над поточно Пешовски, се жалеше на повреда, тој излезе во меѓувреме. Продолжува акцијата со број 16 Тодоров, Нацев. Домакините напаѓаат повторно, нема никој на теренот на Овчеполе. Браво за Денковски. Тука Илиев припомош во одбраната. Денковски там поточно Манасир, да видиме дали ќе стигнат гостите и ќе според аут. Завршна иницијатива на екипата на Овчеполе за да дојде до водство. Тука е Дилан Петровски, се бори со фудбалерот со број 14 Илиев. Напаѓа Овчеполе, нафрлена топка високо кон Марковски, кој може би беше фаулиран. Атанасовски овде си прави шанса од екипата на Овчеполе. Илиев изфрла во аут. Последен напад од регуларниот дел на надпреварот со број 10. Тоа е Трендафилов напред таму кон од другата страна со број 14 Илиев. Нафрла во 16-тикот на Брегалница. Илиев од Брегалница е овде. Костадинов овде во близина. Се бранат гостите Денковски и да видиме корнер вели судијат. Опасна акција на гостите, домакините кои завршува со корнер. Ќе имаме поточно опасен обид за нафрлање во 16-тикот на Брегалница. Да видиме како след тоа ќе се заврши. Шутира. Овде имаше можеби топка за голманот, реше го судијата вели дека ова. Двајца фудбалери во навет по топката, меѓутоа завршува во гол-аут. Последни моменти од регуларниот дел на преварот, судијата рече дека ќе има, слушнавме како каже дека ќе има 4 минути продолжение. Карбенци го совлада детоните, така да кажеме, води со 3:0. Што значи дека овој резултат им одговара во моментот и на двете екипи. Секако повеќе на гостите. Надпреварот заврши 0:0. Очигледно изминале оние 4 минути од продолженото време. Честитки за играта и на двете екипи. Најблиско до гол беше екипата на Овчеполе. Идеална шанса има некаде во 75-та минута, но заврши над гол. Си подаваат рака фудбалерите, сите задоволни го напуштаат теренот. Ви благодарам за сите кои го следевте овој надпревар. Брегалница, Овчеполе Брегалница 0:0. 14-то коло третата фудбалска лига Исток. Брегалница Делчево станува лидер на табелата. Овчеполе со овој бод се приближува и има исто колку што има екипата на Детонит која загуби од Карбенци. Пријатно.